Тоа што доларот порасна во однос на денарот е поради растот на доларот во однос на еврото, вели професорот Бранимир Јовановиќ. Изминатиот период Европа беше повеќе погодена од Америка од коронавирусот, па затоа и паѓаше еврото. Иако е неблагодарно да се прогнозираат движењата на девизните курсеви, можно е во периодот кој следува трендот да се сврти затоа што кризата во Европа се чини дека полеко стивнува, а во Америка допрва се разгорува. Професорот Маријан Петарски вели дека она што се случува со глобалните валути е рефлексија и на потезите кои ги преземаат централните банки во светот. Според него, потегот на Централната банка на САД, која направи олабавување на монетарната политика, имало директна рефлексија врз валутата. За да не се доведеме сега во некоја ситуација на така наречени валутни војни, неопходна е интензивна комуникација помеѓу властите. Пред се тука би рекол, значи, на ФЕД, Централната банка на САД, Европска централна банка, секако банката на Јапонија, Кинеската централна банка, значи сите централни банки на главните валути. Во некои од менувачниците во земјава денови за еден американски долар се добиваа и 57,50 денари. Видовме и еден период кога доларот падна на 53 денари за еден долар и после имавме скок до 57,50. Тој скок на што се должи? Скокот се должеше на тоа што светот виде како safe haven, што го викаме ние, значи заштитна лука, заштитно пристаниште, го гледа доларот, наеднуш слободните средства своји ги претворија во долари, сакаја да ги претворат. Она што е поважно во моментот, велат експертите, е дека денарот е стабилен во однос на еврото и дека нема причина тоа да се смени. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.